Во најсмртоносните сообраќајни незгоди на Балканот во последните 20 години, Македонија учествува со две. Едната во 2019 година во близина на селото Ласкарци во Македонија. Втората во 2021 на автопатот Струма во Бугарија. Во првата 16 патници загинати, 30 повредени. Во втората 45 загинати и 7 повредени. Каде и како потфрлија македонските превозници? Колку се безбедни македонските сообраќајници? Кој им гарантира безбедно работно место на македонските возачи домано и во странство? Во чии раце пак е судбината на патниците? Автобусот на Дурмо Турс кој што сообраќал на релација Скопје-Гостивар, како и во деновите претходно, тргнал од меѓуградската автобуска станица во Скопје во 16 часот и 15 минути. Внатре имало 51 патник. На автопатот Скопје-Тетово, во близина на селото Ласкарци, ја пробил заштитната ограда и излетал од патот. Крајниот биланс: 16 загубени животи. 14 и 15 февруари се денови на жалост на територијата на цела држава. Денови кога броиме жртви и поставуваме прашања: кој е крив? Лошите услови на патот, неисправноста на автобусот, грешка на возачот или комбинација од сите ризик фактори? Три години подоцна, случајот Ласкарци со одветна судска развршница се уште нема. Нема правда за семејствата на загинатите патници, ниту пак за оние кои што остана инвалиди. Собственикот на Дурмо Турс, одговорниот за транспорт во истата фирма и возачот на автобусот се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Додека пак тројцата вработени во станицата за технички преглед за соучество во истото дело. Со одржани повеќе од 100 рочишта, предметот се уште е во првостепена постапка. Автобусот на Беса Транс со македонски регистарски таблички, кој што сообраќал на релација Истанбул-Скопје, нешто по 21 часот ја поминал турско-бугарската граница. Околу 3 часот по полноќ на автопатот Софија-Благоевград, на 31 километар од Софија кај местото Боснек, автобусот се запалил. Во автобусот имало 53 патници. 46 од нив го загубија животот во пламените јазици. Автобусот немал лиценца за меѓународен транспорт. За последното патување на 46 патници, истрагата вели дека е виновна човечка грешка и лошата сигнализација на патот. Статистиката од македонските сообраќајници е поразителна. И светот, но и Европа ќе не паметат по Ласкарци и по Бугарија. Мигови кога жртвите се броеа со двоцифрени бројки. И не беа сите само патници. Помеѓу нив имаше и возачи кои што животот го изгубија на работното место. Каква е одговорноста на работодавачот кон нив кога е во прашање законот за безбедност и здравје при работа? Колку е безбедно работното место на македонските возачи? Сигурна работа, овој пат зад воланот, но и зад возачот. Љубовта кон професијата ја наследил од татко му, ама ги наследил и проблемите. Никола е возач на градски автобус со број 23. Возачката кабина според него воопшто не е безбедна. Се случило да не нападне патник, пијан, под наркотични средства, безобразни, секакви луѓе има. Ние не сме заштитени во никој поглед. Доаѓаме до ситуација да повикаме 192 и да продолжиме со возење, да не застануваме на постојките,
додека се не даде овластени лица од МВР да го преземат патникот. Често се случува тоа и со контролорите кога се качат во автобус, кои ќе побараат карта да ги идентификуваат за да им напишат казна, не даваат лична карта, се тепаат и со нив, па потоа доаѓа напред кај нас возачите, сака да отвори на сила врата и да излезе во возење. И тоа, ако се случи, многу лошо ќе биде, поготово за мене, јас како возач. Во 23-ка не е само Никола вработен. На оваа траса дневно се возат многу работници, патувајќи од дома до работното место или обратно. За нивната безбедност одговорен е возачот, но не може да влијае на сите останати учесници во сообраќајот. Ако за нив нападите од патници се секојдневие, за патниците скршениците при нагло кочење се причина често одговорноста да ја бараат токму од нив, од возачите. Додека возиме, ако некогаш некоја кола или автобус случајно ни пресече пат, можеби ненамерно, можеби и намерно, доаѓа до случај да застанеме понагло, да закочиме. Тогаш патниците се бунат без да погледнат каква била ситуацијата, без разлика дали јас сум виновен или другиот во сообраќајот. Одма викаат по возачот: кај гледаш, полека, не возиш компири и слично. И имало ситуација, искрено кај мене не, кај наш колега, при закочување на автобусот, има паднато патник, ние за тоа плаќаме осигурање и патникот може да си побара во осигурителната компанија оштета да си ја наплати за тоа и потоа продолжуваат со приватни тужби, бидејќи некој ќе ги подучи, да ќе земат повеќе пари, средства. И доаѓа ситуација кај што работи за минимална плата и треба да размислува понатака како треба да ја плати штетата. Патникот не размислува како му е на возачот и како преживува. Ништо поинаква не е состојбата ниту кај такси превозниците. Нов ден, нова приказна, нова рута, нови проблеми. Во Агенцијата за вработување се пријавени како вработени само 400 такси возачи, иако на улиците забележуваме 10 пати повеќе такси возила. За тоа какви се улиците на Скопје и колку има возачка култура, но и колку е безбедна оваа професија, разговаравме со Крстев Тони, кој е професионален такси возач веќе 20 години, а вака изгледа еден негов работен ден. Мој работен ден изгледа рано сабајле станување, околу 6 часот, подготвување, следување, влегување во автомобилот, подготовка на автомобилот, нормално да се види дали е исправен, како е, што фали, како фали, кој има да се разнесе до школа за децава и почнуваме се работа. Така, такси Значи, возач е одговорна и динамична професија, но со што се соочувате секојдневно? Какви проблеми? Колку е ова безбедна професија? Па, проблеми во секојдневието. Прв и единствен проблем од сабајле е гужвата голема што наидуваме во сообраќајот. Проблеми други немаме кој знае какви. Добро, возите различни карактери. Колку имате патници во денот? Па зависи денот е. 30-40 патници од прилика дневно, се зависи по еден, по 20 патници, карактери многу. Така е, тоа се различни карактери. Различни карактери треба да се соочувате ли со некакви случаи, ситуации? Да, се прилагодуваме кон нив, они кон нас. Слушаме разноразни работи, разноразни муавети што си разговараат патниците меѓу себе, па и со мене. Значи, многу случаи се случуваат. Некогаш караници дома, па нервозни, па на мобилен разговарање, па имам случаи кога патникот или патничката доаѓа во автомобил изнервирана, па ќе заплаче, па ќе би се искаже мене, јас морам да ја сослушам, да ја утешам некогаш или патникот проблеми во секојдневието. Многу родители убрзани со дечињата за во градинка, за во школа, па се брзаме, па возачот како водач, како таксист, ако може од ваму, од таму, прекршат си да правиме слично, ама сепак се придржуваме кон правилата, колку можеме брзаме, за да стигнеме на време и за нив добро и за нас.
3000 такси возила има во Скопје, а само 400 од нив се осигурани и регистрирани во Агенцијата за вработување. Вие сте здравствено осигурани, па што во случај на сообраќајна незгода, како постапувате? Па, вака, при некоја незгода, при некоја случка, сообраќајна што ни се случуваат во текот на денот, постапката е тоа што моето возило е пријавено исто како за такси возило. Исто имам осигурување за патниците, односно патниците што ги возам, 4 патника и јас сум исто осигуран. Добре. 4 патника и 1 возач во возилото. Така да, не дај Боже нешто ако се случи во текот на удесот на сообраќајката, ако има некоја потешка повреда, ние сме покриени од таа страна, социјалното го покрива тоа. Редовно плаќаме придонеси, редовно плаќаме социјални работи, така што треба да се заштитат патниците, па и ние. Добро, во случај на сообраќајна незгода, дали никаде пријавувате? Да, сообраќајна незгода, доколку патникот, односно двете страни се согласат, сега има европски записник, додека е штетата мала и нема некакви повреди, нема ништо, тогаш постапуваме по европскиот записник. Јас и возачот од другата страна што сме направили, се договараме, односно гледаме кој е виновен и го правиме тој европски записник. Доколку возилото е неподвижно и е поголем удес, тогаш повикуваме сообраќајна полиција, каде што мора да се направи увид, за да се констатира кој е виновен, како е виновен, колкава е штетата, ради тоа што осигурителните компании тоа ни го бараат. А во случај да има повредени? Ете, тоа е веќе веднаш се повикува и брза помош. Доаѓа брза помош, не ги носат патниците или возачот на возилото во клиника, на ургентно, дали во градска ќе биде, дали во државна болница. Се лекува, се постапува по по процесите таму кои што доаѓаат. Сообраќајната полиција, увидната полиција што доаѓа, ќе дојде во полиција, зема изјава од патниците, доколку се свесни, доколку може да даде изјава, се прави записник, исто така возачот е да за алкохол исто така се проверува дали возачот во исправна состојба, дали е пијан, сето тоа тие постапки се спроведуваат за да може да се состави еден записник каде што ќе се утврди состојбата, каде што ќе се утврди во дневникот за понатамошна постапка. Така, бидејќи многу долго време во денот поминувате во сообраќајот, може ли да ни кажете дали каква е инфраструктурата во Скопје? Дали нуди некоја спокојна работа, така? Не. На мене дома ми викаат: тато, ти само си лежиш, убаво ти си возиш во кола. Многу ти е лесна работата, јас викам напротив, деца, викам, мојата работа е доста одговорна, напорна, психички, па и физички, да не кажам, дете стоиме, али психички е доста напорна ради тоа што прво инфраструктурата, прво сообраќајот, улиците, патиштата не ни се баш нешто најсјајни, нервоза голема. Да. Многу гужва во текот на... Забележувате ли брзо возење? Да, има многу прекршоци каде што да, возачи со телефон во рака. Има. Нерегуларности голем има и од страна на возачите, па и ние некогаш свесно или подсвесно ќе се направи грешката, гледаме ние што помалце и најмалце грешки да направиме во сообраќајот, ама гледајќи вака во текот на денот и 8-10 сати вожни, многу неправилности при возењето, непочитување на правила и прописи. Како се снаоѓате со паркинг? Внимавам и за себе, внимавам и за тие другите таму. Така. Внимавам на велосипедисти, на моторциклисти, на пешаци. Како се снаоѓате со паркинг простор, со оглед на тоа дека има многу таксисти, како што спомнавме, а не е тоа регулирано со паркинг простор? Да, околу паркинг просторот за нас таксистите има одредено град Скопје, станици насекаде во делот на градот Скопје, во разни реони на сервис, само што тие, според мојата проценка, се доста малку за нас регуларните таксисти, затоа што тие ги користат и таксисти кои не се лиценцирани, да ги кажам, тие што си работат самостојно и тие се мешуваат
поготово пред градска болница, пред државна болница, пред моловите, пред трговски центар, така тие ударни места каде што има патници од место и водиме борба со нив, кој како и да се паркира. Значи, констатацијата моја е дека нема баш доволно простор за нас, за работа, дефицит. Има ли патници? Ве погоди, да речеме, пандемијата предизвикана од COVID-19, фреквенцијата на сообраќај секако беше намалена со оглед на тоа дека имаше и карантини, затоа и жртвите за минатата година, значи бројот на жртви е намален, но предпоставувам тоа е поради помалата фреквенција во сообраќајот. Што помалце движење, тоа помалку и удеси, тоа помалце патници, значи пандемијата не скрати многу. Да, ја погоди ли оваа професија? Ја мислам дека нас највеќе не погоди за тоа што фреквенцијата на луѓето, движењето на луѓето беше скроз намалена, хотели, ресторани, аеродроми исто така беа затворени, а ние од тоа живееме. Патници кои највеќе одат по ресторани, по кафани, младиот свет каде што излегува по дискотеки. Аеродром Петровец, туристи немавме, странци. Да. Мислам дека осетивме многу. Да, споменавте ресторани и дискотеки, како изгледа една ноќна смена? Ноќна смена, 10 сат, 9-10 излегуваме, гужва, младите се спремаат, излегуваат во град. Прво оној помал ешалон, да ги кажам јас, децата до 18 години имаат некој пред ноќните забави, дискотеки, така јуниор. Прво нив ги поминуваме, они слагаат, па ги враќаме, па после постапува по старата генерација каде што одат по дискотеките и се задржува до раните утрински часови, до 4 до 5. Што е тоа Сега што во ве... нормалнава ситуација, кога беше пандемијата, нормално беше се затворено, така да Така. немаше многу. Што е тоа што ве задржа 20 години да ја работите оваа професија? А што е? Осетив дека ме исполнува работата, добро се снајдов во оваа работа, запознавам многу луѓе, контакти со многу луѓе кои ми помогнале многу во животот, се со помош на таа моја работа. Значи се стекнуваат и пријателства, релации да, со луѓето. Да, односи. Имате ли патници кои со години ги возите? Да, имаме патници, стални патници, ние така ги условуваме што ги знаеме од деца. Значи биле деца, па растеле со нас, секој ден се со нас, ги носиме на работа, ги враќаме на работа. Родителите нивни исто така имале доверба во нашата компанија. Секој може да научи како да вози автомобил, но не секој може да стане професионален возач. Тие не се грижат само за својата безбедност, туку и за безбедноста и удобноста на патниците. Треба секогаш да се внимателни, концентрирани, да знаат да реагираат во ризична ситуација. Такси возач е одговорна и ризична професија, но истовремено и многу динамична. И тоа е она што Крсев Тони го задржало да ја работи повеќе од 20 години. Ленин Јовановски е директор на Сдруженијето на приватни автопревозници Слобода превоз. На скопскиот асфалт имал прилика да види се што треба и не треба. Од позиција на председател, денес прави се што е во негова моќ. Професионалните возачи да бидат одговорни кон, но и заштитени од сите закони според кои треба и мора да функционираат. Ленин, како председател на Слобода превоз, за почеток ме интересира колку превозници се дел од Слобода превоз и колку возачи. Па имаме 82 приватни компании и над 160, помеѓу 160 и 170 возачи кои што се редовно пријавени соодветно на оној обем на работа кој што го имаме добиено од градот Скопје. А на тие возачи работното место им е возачкото место. Колку според вас е безбедно и здраво работното место за нив? Зависи од кој безбедносен аспект зборуваме, меѓутоа во секој случај и законите го предвидуваат тоа, меѓутоа и ние како нивни представници и организатори во превозот се грижиме да она што им се случува на работното место биде во рамките на тие закони. Еве имавме сега пандемија и во интерес на тоа ги заградивме во поширок простор, значи ја затворивме за влез предната врата, направивме прегради до возачот, инсистиравме да има средства за дезинфекција во возилото, да се дезинфекцираат редовно, да возачот задолжително носи маска и колку е можно патниците што се внатре исто така да
да носат маска, а тие да возат со што повеќе вклучени вентилациони уреди и отворени прозори. Што вели правилникот? Колку километри треба да помине еден шофер во текот на работниот ден, односно во една смена од 8 часа работно време? Значи не е определено со број на километри, него е определено со работно време, каде што се предвидени континуитет на возење и одредени паузи, кај што посебно е регулирано за возачи кои што се во јавниот превоз и тоа се почитува максимално со оглед на тоа што возачите кај нас се детално контролирани преку електронски уреди. Секој возач си поседува возачка картичка и тој пред да почне со вршење на превозот мора да се најави во системот со картичката, кога ќе заврши да се одјави, преку што се контролира неговото работно време. Исто така имаме автоматска локација на возилата, во секој момент знаеме возилото каде движи, каде се наоѓа, дали ја извршува рутата онака како што му е зададена по возниот ред, и тоа е се строго контролирано, така да не може да се случи да не се испочитуваат оние законски предвидени норми кога се работи за работното време на возачот. Кога сме кај законите, ќе го споменам Законот за безбедност и здравје при работа. Во колкава мера е имплементиран тој, односно дали сите автобуси имаат ПП апарати, дали редовно се вршат систематски лекарски прегледи за сите вработени? Да, тоа е задолжително и ние сме на редовни контроли од страна на надлежните органи, бидејќи морам да напоменам дека неколку закони од неколку министерства нас не контролираат. Значи, зборуваме за закон кој што е донесен од Министерството за внатрешни работи, правилници и закони кои што ги носи Министерството за економија. Имаме одлука на градот Скопје по која што мора да функционираме, техничка исправност на возила, така се комплексни закони кои што сакале некиле мора да ги спочитуваме заради тоа што сме ние на отворено и сме често на подложни на контрола, особено од страна на сообраќајната полиција која што ја проверува техничката исправност, додека оние други предпоставки што мора да ги имаме според закон, како што е дозволата за вршење на јавен превоз, лиценцата да има секоја компанија, извод од лиценца да има секое возило и тие редовни прегледи што треба да се прават, се составен дел на она што и патен налог што треба да се содржи во возилото, меѓутоа со оглед на организацијата како што е поставена и со оние уреди што самиот автобус кој што врши јавен превоз мора да ги има како содржина, не дозволуваат никакви отстапки од таа процедура. Така да тука и тие контроли што се во поглед на во организационата смисла се секогаш уредни заради тоа што целата документација и целата контрола е под ја издава градот Скопје, кој што преку контролниот центар може дневно и на секоја минута практично да провери која компанија вози, со кое возило, со кој уред, така да кажам сме под постојан надзор. И овие што се вонредни физички контроли може да се однесуваат само на оној другиот дел кој што е претежно околу техничката исправност на возилата. Инаку возачите задолжително според законот мора секоја година да си одат на редовен систематски преглед, имаат посебен лекарски преглед кој што им е како професионални возачи задолжителен за да можат да обавуваат професионално превоз на патници, кој што си го без кој што ние не можеме да ги пуштиме во извршување на нивната работа, ако не го поседуваат. Сега слушнавме што се треба да почитуваат превозниците и возачите. Ајде сега да слушнеме каде се прекрашуваат нивните права, со какви се проблеми се соочуваат на терен. Па видете, на терен се соочуваат со најчесто со корисниците на услугите, со патниците, често пати незадоволството на патниците се изфрла на возачите, бидејќи тие се први на удар, се она што можеби некој друг ќе го сгреши или ќе го заплетка на некој начин или несоодветно ќе постапи околу примена на возните редови, како што го имавме случајот сега во пандемијата, каде што имаше голем број на автобуси кои што беа
редуцирани, не се појавува и многу често се преполнува автобусите и нели гневот на патниците за една таква состојба кои што се грижа за своето здравје и во редовниот превоз, односно кога ќе се создаде една поголема гужва во возилото, најчесто возачите се соочуваат со оној вербален напад од патниците и често пати имаме поплаки од нив и барања да некои состојби се сменат, меѓутоа морам да кажам дека многу скоро, поготово во претходните 4 години, немавме никаков слух од нашите работодавци градот Скопје за да нешто придонесеме кон подобрување на таквите состојби, да ги оптимизираме возните редови, тамо кај што имаме потреба од повеќе автобуси да се вклучат повеќе, тамо кај што има помалку да се вклучат помалку, за да ги изолираме некако нашите возачи од тие проблеми. Се случуваат и физички напади, меѓутоа најчесто возачите сем што ќе ги пријават кај нас или ќе дознаеме преку нели другиве наши вработени што се не одат на варијанта да тоа го пријават во МВР, бидејќи се плашат да не понатаму, бидејќи се изложени на отворено, можат да се најдат точно на точно време, на точна локација и да некој им се освети за една таква поставка. Имаме случаи кај што често пати се каменувани, значи нападнати се со камења од надворешна страна со што се кршат стакла на возилата, исто така или од некои, да кажам, невоспитани деца или од незадоволни патници кои што не можеле да бидат примени во автобусот заради преголема оптеретеност и тие од револт може да фрлат некој камен во автобусот. Тоа се некои работи на кои што возачите се соочуваат. Имаше порано нели оној контакт помеѓу возач патник каде што се продаваа карти, се зимаа пари и тука веќе можеме да збориме за поголема можност за загрозување на здравствената состојба на возачот, меѓутоа и оптеретеност со нешто што не му е во доменот на работата, да кажам, и тоа е сведено на минимум, некаде и воопшто веќе тоа не се применува. Со воведување на новиот систем на наплата, каде што може патникот да плати со електронска картичка или преку мобилен телефон, ова е сведено на минимум, така да кажеме од тој аспект проблемот сме го решиле и возачот наместо да е концентриран на парите кои што треба да му ги дадат и картите кои што треба да ги продаде, тој е концентриран на својата работа, значи само да вози и јас сум еден од поборниците кои што инсистирам возачот да е исклучиво во функција на неговата работа, односно да го вози, да го правува автобусот онака како што му е зададено според возниот ред. Претпоставувам дека се случуваат и сообраќајни незгоди со оглед на тоа дека целиот работен ден го поминуваат во сообраќај. Какви се вообичаено реперкусиите од тие сообраќајни незгоди? Јас можам да кажам со задоволство дека возачите на автобуси, односно автобусите, години наназад, ако се земат, значи јас сум веќе 22 години во раководител во оваа проблематика и статистиките кажуваат дека е минимален бројот на учество на автобусите во сообраќајни незгоди, со оглед дека возилото, автобусот се движи споро, често застанува и е габаритно големо, не сме имале до сега некаква последица по возач додека управувал со возилото, дури кога се случили оние мал број на сообраќајни незгоди, иако ќе напоменам и оние што се случени, процентот на кој што е виновен возачот на автобусот е исто така многу мал. Имаме случаи кај што повеќе настрадуваат патниците, каде што нели заради нагло кочење или несоодветно качување на постојката со затварањето на вратите да се случуваат некои незгоди, меѓутоа ако ме прашувате за возачот, од овој аспект, значи до сега не сме имале некакви проблеми кои што имале повреди возачите или учествувале во некоја посериозна сообраќајна незгода. Тоа се должи и на нивниот професионализам и на карактерот на превозот кој што се врши, онако како што се врши, исправноста на возилото и затоа реков, статистиките го покажуваат тоа дека во овој дел сме прилично добро организирани. Стрејот на автобуска несреќа кај ласкарци на автопатот Скопје-Тетово, животот го загубија 16 патници, а над 30 се здобија со тешки повреди.
46 патници загинаа и се думина повредени во тешка сообраќајна несреќа во која се запали автобус со македонски таблички на автопатот Струма во Бугарија. Таксист загина во тешка сообраќајна несреќа во Кисела Вода. Загина патник во превртено такси, тројца повредени. Се насловите кои за жал се почесто ги читаме во нашите медиуми. Сообраќајните незгоди станаа секојдневие, црната статистика постојано расте. Причините различни. И покрај заложбите и напорите на надлежните субјекти, сепак, во последните години не е забележано известно намалување на бројот на сообраќајните несреќи, ниту бројот на загинати лица. Безбедносните состојби во патниот сообраќај во Македонија се доста сериозни и ситуацијата е алармантна. Кои се најчестите причини за сообраќајни несреќи? Па две причини има секогаш за сообраќајни несреќи. Едната е човечки фактор и втората е техничка неисправност на возилото. Сега и техничката неисправност на возилото може у мал дел да се земе уделот на човечки фактор, но човечкиот фактор е речиси секогаш главната причина. Едно од работите е заморот, едно од работите е непочитувањето на правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, но и сообраќајната етика и сообраќајната култура. Кога сето тоа ќе го земе собрано, човечкиот фактор е секогаш главната причина за сообраќај. Според закон, колку пати годишно треба да се направи техничка проверка на возилата? Значи, не зборувам само за оние приватни возила, еве конкретни за службени возила. Значи, приватните возила знаеме сите, Да, еднаш годишно при регистрација. Еднаш годишно при регистрација, но ја ќе кажам и уште нешто. Секогаш кога тргате на пат, проверувате возилото дали е во исправна состојба. Проверувате масло, проверувате вода во мотор, проверувате каков е притисокот на гумите и доколку имате некаков дефект, секогаш одите да го санирате за да можете безбедно да стигнете до посакуваната дестинација. Исто така повторно ќе кажам, сообраќајна култура и висока свест во сообраќајот, значи не можеме да тргнеме на пат со неисправно возило. Тоа е едно од работите. Што се однесува до овие комерцијални возила или возила од јавен интерес се нарекуваат, тоа се автошколи, такси возила, службени возила, комбиња за превоз на ученици, камиони за превоз на опасни материи, но и автобусите, тие се должни 2 пати годишно да одат на технички преглед и повторно ќе кажам, човечката одговорност која е пред секој пат да го проверите тоа возило во случајот ме прашавте за автобус или возило кое пренесува патници, сепак возите патници, треба да видите дали е се во ред. Техничкиот преглед може би поминал, но може би во меѓувреме нешто дошло до некој мал дефект. Значи ќе повторам, пред секој одење на пат треба да се проверува возилото онолку колку што може да се види дали е се во ред. Инаку, законски, 2 пати годишно комерцијалните и еднаш годишно обичните возила. Неодамна се случи голема трагедија на територијата на Република Бугарија. 46 патници во автобус го загубија својот живот. Исто така пред неколку години на патот Скопје-Тетово во селото Ласкарци погинаа 17 патници. Имате ли бројка колку автобуски несреќи се случиле и колку патници го изгубиле својот живот? Ние како Републички сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата се занимаваме со совети, кампањи и со спречување на евентуалните инциденти. Немаме конкретно колку се автобуси или колку се други категории, но имаме вкупна бројка, а вкупната бројка зборувам како Републички совет. Инаку МВР ги прави тие статистики, по потреба ги зимаме и ги анализираме. Минатата година 2020 помина со 125 загинати у сообраќајни несреќи, што се смета за најмал број на загинати во една година од во последните, би рекол, 20 или 30 години. Предходната година, иако беше исто така пандемија, имавме 132 загинати, а изминатите години имавме и до 190 загинати во сообраќајни несреќи. Значи, имаме тренд на намалување на број на загинати во сообраќајни несреќи, што само укажува дека добро, кај луѓето полека се подига јавната свест. Но од друга страна не можеме да бидеме задоволни реално, бидејќи секој еден живот што ќе биде загубен е загуба за неговото семејство и неговата околина. Затоа и апелираме и посакуваме 0 жртви во сообраќај. Како да се постигне повисока свест на етика и сообраќајна култура? Па свеста и етиката е нешто индивидуално, но секогаш и од позиција на Републички сојуз за безбедност, каде што ни одат таквите кампањи, но и лично сакам да упатам порака дека да ги почитуваме правилата и прописите пропишани со закон.
да имаме еден висока свест, значи не по секоја цена да се брза, да се почитуваат, да се гледаат условите на патот или на улицата, значи еден пристап на разум при учество во сообраќај. Ако и покрај тоа, ако имате некаде предност, гледате дека нема услови на тоа, причекајте, немојте да брзате. Ако е пропишано во град 50 км на час, возете 50 км на час, па дури и да се празни улиците. Има зошто е 50 км на час. Имале ли досега теренски активности со возачи на автобуси, службени возила, таксисти? Ние имаме низ целата година правиме кампањи во зависност од календарот на активностите. Летос имавме летна кампања, тогаш апелиравме дека заморот е една од најголемите причини за сообраќајни несреќи, апелирајќи до луѓето кои одат тогаш на одмори, на подалечни дестинации, да прават Да, пауза. особено што тие подалечни дестинации се патува во текот на ноќта. Да, меѓутоа, повторно ќе кажам, и во текот на ноќта, ако патувате летно време, сепак, на 2 часа, застанете половина час, одморете, размрдајте се, разбистрете ја главата, затоа што се покаже дека колку брзо и да возите, секогаш на посакуваната дестинација ќе дојдете само 10 минути порано, а верувајте, ризикот е многу десетини поголем. Во 2020 година дури 125 луѓе го загубиле својот живот во сообраќајна незгода низ патиштата во нашата земја. Најчестите причини се пребрзото возење, непочитување на сообраќајната сигнализација и лошата инфраструктура. Црната статистика и те како е сериозна опомена за сите учесници во сообраќајот дека треба да не возат пребрзо, треба да ја почитуваат сообраќајната сигнализација, но пред се треба меѓусебно да се почитуваат сите учесници во сообраќајот. Изгубените животи никој ништо не може да ги врати. Она што сите ние како учесници во сообраќајот, без разлика дали сме пешаци, возачи, патници или велосипедисти, можеме и треба да го правиме е да почитуваме правила, да имплементираме закони и да водиме сметка за сопствената, но и за безбедноста на сите останати учесници во сообраќајот. И покрај сите контроли, едукации, обуки, опрема и искуство. Секому може да му се случи, но од најголемите трагедии треба да ги учиме и најважните лекции. Законите се пишуваат за да се почитуваат. Одговорност треба и мора да има. Во спротивно, работното место се претвара во борба за живот.